Господин градоначалник, да кажа дека малата, ами се дължи на това, што треба да зборува нова говорница, кои се дължи на вашето присъство. Што кика опозиција за нас, не и редност, да го почувствуват. Както и да е, и буквално само видам да ви оставам. Притезвам се, че неколко гледали. Ведюмите ме праше докаде е изградата на Буркиния Лиза. Вие кажете дека два тендери веќе се пропаднати, дека се работи с изключително скап проект, кој што само подлогата која треба да се изолира читала 4 милиони евро. Толку затоа нема интерес од инвеститора. Значи, цело това да направа достатни средства, до спознанието во природа. Моето прашање е следно. Дали вие воопшто сте прочитали студијата за оправдано за изграда на Буркиница? Кое што пред година и нешто, нови сустав присуват и успех. Много сте скрипни. Кое прочитавте? Таму и видите дека на страна 99, точно до тема, до пени, е дадена финансиската конструкција, колку треба да кошта народни искуства, соседните занимаваци и сега да не е така конкретно. Дали финансата или да научим. Приватниот партнер би требало за комплетниот проект, основни плюс обратни средства, да издвои 3 милиони 708 838 евра. Додека општината со своје дел учествува со 654.500 евра. Каде ги извавате тие 4 милиони евра дека треба само за подлогата на базени да се направи општина? Живо ми интересира. Второ прашање. Ова стил, иронично, предвадена одговорите и кажавте дека што фактично има да се грижите за топификацијата и за газификацијата на метода, тоа е проект на владата на Република Македонија. Тоа се тера, еден се прави проект, завршни, владата се тера газификација, завршни. Најавна мой вие сте ги ставиле газификација на општина Битола, топификација на општина Битола во вашата програма. Моето конкретно прашање е следно. Дали мислите дека владата на Република Македонија ќе плати и локалната газоблокна и топловодна мрежа низ општина Битола? Дали мислите дека владата повторно ќе издвои пари како со жалени? Фала и на владата за тоа. Истина, истина. И ќе газифицира цела Битола, дека гасот и топификацијата ќе ги донесе пред нашите домови и пред приличи. Ако мислите така, тоа сте во грешка. Ако не мислите, зашто тие финансиски конструкции за газификација, локална газификација и топификација, воопшто ги нема во развојните планови од 2014-2020 година. Трето прашање. Оние за нефтено. Делетувавте првиот мандат, вториот мандат. Сега делетувате во третиот мандат. Ама веќе направено. Ние се сеќаваме како својот што до 2006 донесохме одлука за изградување на планија за нефтено. Дори имаше и денесеќе нови таа да функционира. Во меѓувреме апсолутно ништо не е направено тоа. А потоа се буните зашто има диви депонии низ градот. Дали знаете дека е јавна тајна? Луѓето кои што се совесни и сакаат регуларно да го депонираат градежните чуди, доаѓаат во општината и општината им дава потврда со кој што ќе ги застани сообраќајната полиција, ќе докаже дека го носат потврдата на регуларна депонија. А ти го носат на локација определена на диво од страна општина.
Това е за вас изградба на депония за непълнота. Четвърта практика. Вашата програма 2013-2017 вика измената на батонните светлки от градско улично светлуване с нови енергетски ефикасни светлки и видеоспаряне със средства от бюджета на общото контрол. Страна 46. Сега малко се чудам да ви кажа. И пред само месец дена поминам на седмица на Совет, дека явното светлуваме го даваме на явно приватна пакетност. Работи за класична манипулация с гласачите, за привид или едноставно за промена на плана. Ако промена на план, наредба беше предходно да излезе и да кажете, дека за тия причини ние нашето предходно ветуване започваме или друго, донеки може би гласен за вас, ки го преформулираме. Прекекаш. Ама како ще тръгна предснемете приватни партнерства, тежко дека ги застани. Сега случайно явните постъпки дека ги прави. И това е моето следно прашение. Но каде е поставката за договоруване на явно-приватно партнерство за стопанисуване с явните постъпки? И дали, това е значи по-високи цени на явния превоз, градски, линийски превоз и на такси превоз. За проста причина, што се убеден, знаеки ви како функционира вашата власт, дека еден дел од надоместото приватниот партнер ќе го зема преку наплата на застанување на тие постъпки. Сега е време да кажете дали е навистина така или не. Ако сте дојде на дневен ред, тогаш ќе говорим да ще имаме дискусија. Да, денес имаме точка на дневен ред, поднесена од залата музеи, заштита на споменици, други бележија, историски локалитети, така натаму. Сега за да посетим. Дека вие уште во 2000 средина на 2007, крај на 2007 година. Ова говорница на мој соратничко прашање, кажам дека според вашите информации, вeste статуи, скулптурата на глави, скулптурата на Догатус, работени во вториот век од нашата ера, ќе бидат вратени во општина Килима и дека се времено поставени пред зградата на главата. Следно мое советничко прашање што не води, да кажете дека ќе бидат вратени, а моментално се заштитени со посебни смори, за да не вие врзни уличното заветување. И за сега конечно да разбереме дека ништо тоа не може да се случи. И дека ќе одат во скови, ќе останат во скови. Во најдет археолошки музеи. Интересира кој е вашиот став за тоа. Дали и вие, като говорите во музејот, мислите дека на тој начин ќе се пропагира само Хераклеја, затоа што тие што ќе посетат музејот ќе се заинтересираат и од Хераклеја да видат што говорите. Иако така, тогаш зошто не би имало реципроцитет? Зошто, например, скулптури од Скопје не се земат и не се стават во нашиот музеј. Това туристите кои не дојдат и ги видат. Скулптурите и ќе се заинтересират за Скопје, а годиме по таму. Шесто. Се спомена, колегата Готевски спомена за инфраструктурата, говорите вара. Вие исто во еден ваш ништо предизвикан одговор. Велите дека фактички предизвикан одговор, дека господин Шаковски прашање така стилот. Докаде изградата на инфраструктурата по ранешната касарна, велите дека се работи за споени физирани проекти, една симбиоза, сето тоа чуди за успех на двата проекти, желени и наравна, дека средствата собрани од навиите во погодниот момент се трошат за изградна инфраструктура на жаб, да сега ќе се инвестира во поранешната касарна изградна инфраструктура. Искрено, чистен,
няма нищо против. По-голяма е. Не е обвързан община Битола и средствата събрани от надместното изградуване на градично землище на нивото шумското место. Се работи до суштина за солидарен пристъп, който се користи наменски повторно изградуване на градично землище, но никога не е нужна на тази локация. И е горед, ще се инвестира в държава. Оно, що аз ви го замервам, ти ме прашвам, защо е така. Защо вие како градоначалник, с сите ваши ингеренции, не водевте сметка и за таймингот за комунално уредување на комунално инфраструктурно уредување на поранешната касана. Зошто ви изнајдовте други средства за во еден дел макар паралелно до уредувањето на касана? И дали знаете дека таму веќе имаме готови два стambени веќе се дојдат уредување? Граѓаните, стотици битолски фамилии са како да решат своји стambени проблеми, купиле објект, односно стан, готови се пред технички прием, очекуваат да се вселат до нова година. Како да се вселат кога тие објекти нема шанса, значи шанса нема законски да добијат употребна дозвола од страна на Министерството за транспорт. Како да се вселат? Нема канализација, нема водород, нема патишта, нема разкупување, нема ништо. Че некој ги треба да плаќа уште година-две скапа кирија, затоа што вие како градоначалник не го погодите тајно. И тоа е клучното прашање. Не е дали тие средства требало да се му содржаваат. Горете? Баш сакате да знаете. Минатата година беа собрани 136 милиони од уредувањето на градежното земјиште. За надоместник. 136 милиони лева. Над 80% од тие средства се добиени од поранешната касарна на зградите и објектите што таму започна да се градат. И само половина се инвестирани во жалење. Другата половина си бркавте пред изборна кампања. Уште една работа. Денеска седмица, понешка госпожа спомна, имаме и точката за бактериолошки исправна и неисправна вода пред се во рурални места. Јас може да го знам дека владата Република Македонија да не се задолжува за изградба на први гобартали за гали и споменици во центарот на Скопје, и тоа си зема кредити за изградба на инфраструктура. Ајде, ќе речеме нека бидат кредити за тоа, не мора за кога веќе не зема кредити за споменици. Молам сега шо? Прашање и дискусија. Ако треба, ние ќе дискусираме пак. Земениот кредит од Европската инвестициона банка во висина од 1,84 милиони евра. И договорот кој е подпишан на 14.7.2010 година, владата на 25 години зеде кредит, купниот инешен ниво на Македонија околу 50 милиони евра, за изградба на прочистителни водоводни системи. За жал крај нас, тие средства се предвидени само за изградба, така и што стига на водоводни и голем број од руралните средини пати до капи големи проблеми со непостојните канализациони системи. Значи, попресе, со тие огромни средства, владата направи список за решавање на водоснабдувањето во само 22 рурални средини. Нова список, јас имам 36 програмици. Ајде, според последните испитувања, некои сепак со поставените своји координаторни системи пијат некоја програма. Меѓутоа, дури 11 од ова не се влезени во проектот кој што треба да биде инвестиран на страна на Европската инвестициона банка. Значи се работи за Никово, Реково, Град Никово, Грешница, Тишава, Гагарино, Ловиште, Крстова, Запани. Дали ви има објасните на кој начин ќе се реши проблемот со водоснабдувањето и приемот на бактериолошки и хемиски исправна вода во нивните средини, имајќи го пред повторно ги речеме, дека не се влезени во проектот по прием со средства од Европската инвестициона банка.